Нека дојде, нека те спаси. Не ме сака. Кого сака? Има една жена, работи во кафана. Повремено води кај неа. Како се вика? Бато, полиција доаѓа. Абдулхи, ти продолжи со муабетот. Јас одам да проверам. Те молам, престани. Те молам. Не. Доста. Помош! 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 Тоа е, момци. Бате, обвинителот ме вика за изјава. Ќе дојдам? Да завршам работата, ќе дојдам. Бате, дај ја изјавата и ти спасе се и ние да се спасиме. Во ред, да одиме. Добро, ајде. Не повикавте овде да ги освежиме сеќавањата? Мене овде 90 дена ме измачуваа. Јаел, вие се спасивте со тортура. Нас не депортира од нашата земја. Но и покрај ова, иако ни ја забранија слободата, идентитетот, културата, сепак ние не се налутивме на државата. Бидејќи таа е наша држава, заедно ја формиравме. Во право сте, господине Осман. Во минатото доживеавте големи неправди. Водачите на земјата беа по покровителство на НАТО. Да не излезе Турција од НАТО, а ние не знаеме. Се разбира дека не излегавме од НАТО, но се трудевме да имаме право за збор во НАТО. НАТО порано комунистите ги гледаше како непријатели. Сега муслиманите ги гледа како непријатели. Муслиманска земја како може да има право на збор во организација која ги гледа муслиманите како непријатели? Шериф Оџа, кога се дава отпор, се може. Вие, бидејќи сте познато семејство, имате голема почит во регионот. Како што вие не се откажавте од отпорот против организацијата, и државата не се откажува од својата борба во меѓународните организации. Точно велите. Ние не се откажуваме, но и гласот не ни се слуша. Организацијата зборува за демократска автономија, ама и во организацијата, и во демократијата, во регионот не дозволува ни да се спомне демократија. Но ние како влада и во земјава, и во регионот ја прифативме целосно независна демократијата. Веќе државата го смени начинот на борба со организацијата. Ја поддржуваме секоја демократска иницијатива. Ние не сакаме поддршка од вас. Ќе биде доволно само да ни обезбедите наша безбедност како на граѓани. Порано народот не можеше да ја крене главата од притисокот од државата и од организацијата. Отстранувањето на притисокот барем малку ги охрабри луѓето да кренат глас. Ама не очекувајте да бидеме по директива на државата затоа што таа смени став. Ке направиме се што можеме во врска со вашата безбедност пред организацијата. Од вас очекуваме само со висок и јасен глас да ја кажете вистината. Не те викаме залудно. Има сериозни обвинувања против тебе. Доволно ќе беше да се јавите, нема потреба да праќате полицаец по мене. Затоа јас одлучувам. Така видов за сходно. Прашајте што ќе прашате, нема многу време. Јас ќе кажам колку ќе бидеш овде по Аталендер. Мојата посета може да ви биде тешка. Најдобро прашајте што ја имате. Каде беше кога умре Давот Атараглу? Во Северен Ирак го испрашува Шахмеран. Но бидејќи немам ни сведок... Што знаете во врска со атентатот врз сопругата? Пред да ме донесете овде, тоа го истражував. Најдовте ли нешто? За да се осветлат, организацијата презема акции против мене и моите блиски. Кога точно ќе дознаам за сторителите, ќе ви јавам и вам. Заедно со Карал извршите акцијата против Шахмаран. Ја извршив заедно со 70 милиони. Господине обвинител, има нешто што се нарекува државна тајна. Судот одлучува што е државна тајна, а не вие. Од судот ќе побарам отварање на гробот за споредба на ДНК.
Нема потреба, обвинителе. Повторно ќе не растажите. Нема да дадам наредба за притвор, но ве следам. Не напуштајте го Истанбул. Секој миг може повторно да ве поканам на изјава. Слободна ли си? Слободно си. Ќе се напиеш нешто? Не, благодарам. Даде ли изјава? Што сорта колега си имала? Секој не е пол со разбирање како мене. Не очекувам разбирање, Лейла. Што значи да се отвори гробот на мало бебе? Да дојде да поразговара 2 минути, ке му објасниш и... Ајде и тоа на страна. Ја носам Инџи во болница, бегајќи од таму ја застрелале. Каква врска има со мене? Добро, дете. По отварањето на гробот ќе се знае резултатот. Не сакам семејните работи да се влечкаат по судски ходници. Полат, слушни ме. Инџи мора да биде под старателство. Дај ја тужбата, нека заврши оваа Ќе брука. поднесам тужба дека жена ми е луда. А за жал. Види бе, средношколка ми чита молитва. Умре да ти чита молитва? Молитвата не се чита само за умрем. Секогаш се чита. Стани на нозе па научи ме да читам. Може. Што читаш? Читай малку да слушнам. Да прочитам? Со својот детски ум сваќаше дека во незината душа се случува нешто. Ова го свати кога после многу години се појави пред него. Очите му беа исто како на волк. Не беше ниту згоден, дори беше и грд. Но девојчето веќе не сакаше да го нарекува бате. Само сакаше да каже дека го сака. Дај да видам со своји очи дали е така. Тоа што го читаш, дај вамо. Ке дигнеш температура ако прочиташ. Дај ми... Јас можам да издржам до 45 степени. Која беше страницата што ја затвори? Ти најди. Добро. Погрешно си прочитала, овде друго пишува. Што пишува? Вели дека друг да кажеше дека човекот што е грд ќе му пукаше во главата. Но ова безумно мало девојче толку беше различна што човекот ништо не можеше да одговори. Му ги скрши сите заби на еден од своите другари само затоа што рече дека ја сака. Човекот кој до тогаш сите ги тепаше затоа што заслужуваат. Прв пат натепа некого затоа што сака. И јас те сакам. Ајде, не ме сакај да видиме. Искрено мене ми е криво.
прв пат ми префрлија нешто што не сум го направил. Значи криво ти е што не го убиш Ахмер. Зошто дојдовме овде, Вујче? Дојдов да видам со своји очи. Вујче, нели сме ние твои очи и уши? Мене најважно ми е детето, а потоа Пола да влезе во затвор. Ве молам направете вест во врска со син ми. Кажувам дека се обиде мене да ме убие и пак ништо. Реков дека син ми е киднапиран за да привлечам внимание. Ова може да предизвика сериозни последици за вас. Немав друг излез. Кажувате дека и вие сте биле донесени на должност од страна на Гладио. Јас секогаш доаѓам со гласовите на мојот народ. Утре вечер